Добро вечер, вие сте во Куќа на фудбалот. Наш вечерашен гостин, генералниот секретар на Фудбалската федерација на Македонија, Филип Поповски. Поповски, ви благодарам што сте во Куќа на фудбалот. Благодарам и на вас. Велат, таква беше годината. За фудбалот можеби најдобрата во историјата и сега е полесно и за администрацијата и за вас како прв оперативец да прифаќате гостувања на фудбалски теми. Сакате да почнеме од битните и убави работи што му се случува на фудбалот или од оние кои што се уште фудбалот го прецепираат низ резултатите на А селекцијата на Македонија? Златко, секогаш ми е драго кога сум гостин на вашата емисија, можете да почнете од каде сакате. Што е она што според вас му даде најголемо обележје на фудбалот годинава? Македонија беше на европско првенство, го организиравме Суперкупот на УЕФА, а Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед беа во Скопје. Прв пат во историјата во една година две младински репрезентации се пласираа во елитна фаза за пласман на европско првенство. Имаме напредок од 90 места на ранг листата на ФИФА. Малку звучи како сон. Изминатите 25 години од постоење на Фудбалската федерација, од осамостојувањето како Фудбалски сојуз во Македонија, ова е прва година да се случат толку убави работи за една година. Така да од било кој да почнеме нема да сгрешим. Иако за мене фаворит се успехот на младите категории. Што Суперкупот му донесе на Скопје, на Македонија, а што на Фудбалската федерација на Македонија? Суперкупот како настан не донесе само на Скопје и на Македонија, да го донесе на целиот регион. Во минатото милував да кажувам дека тоа е единствениот настан после Олимпијадата во Сараево, кој се случил на овие простори, така да огромно влијание имаше врз фудбалската популација, луѓето кои го сакаат фудбалот, да го празнуваат тој ден 8.8. Суперкупот кој се одржа тука, а особено кога ги имаме двете најголеми екипи на светот, тука во Скопје на националната арена Филип II. За Фудбалската федерација представуваше престиж, подобрување на имиджот, дека сме во можност достојни да соработуваме прво со сите оние наши партнери во нашата држава, а и да одговориме на сите предизвици кои ни ги налагаат принципалите УЕФА и ФИФА. УЕФА на официјалните социјални мрежи истакна дека ова е најдобро организираниот Суперкуп во историјата. Колку беше предизвик да се организира таков настан, бидејќи постоја многу скептици пред се тука на наша почва, кои веројатно чека грешка на Фудбалската федерација на Македонија, и дали самите луѓе, раководството на УЕФА беа изненадени од начинот на кој што Скопје и Фудбалската федерација го организираше и заврши Суперкупот на УЕФА? Раководните лица на УЕФА, да, точно беа изненадени како тоа помина, затоа што сепак пош дрепката да видиме кои ќе бидат противниците, критериумите за организација растат, особено од оние кои ги налагаат самите тимови учесници, но ние имавме професионален пристап кон сите оние работи уште од самиот почеток, од јуни 2015, од кога не назначија како организатори на Суперкупот. Несомнено беше професионалниот однос пред тоа да ни се додали довербата за организирање на Суперкупот, но после ова само небото е граница. Можно ли е некој друг град или стадион од овој регион во блиска иднина да добие таков голем настан за организација? Веќе аплицира оно колку што знам од нашите комши, стадионот Кемал Стафа во Тирана, иако е во изградба, они аплицираа за организација на Суперкупот во 2019, но тоа не го добија. И зошто реков дека имаше влијание самиот Суперкуп? Затоа што покрена иницијативи кај соседите, кај нашите соседи земји, иницијатива кај нивните влади, кај нивните фудбалски федерации да инвестираат во онаа инфраструктура што недостасува во овој момент, каде што во овој момент националната арена Филип II е најдобриот стадион на Балканот. Мислите дека е најдобар стадион на Балканот или така личеше кога го организира Суперкупот меѓу Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид? Во овој момент тврдам дека е најдобриот стадион во 2017 на самиот Балкан. Постоеше ли финансиска корист за федерацијата или за спортот во Македонија тоа што ние бевме организатори на Суперкупот? Не зборувам за туристите кои што дојдоа во Скопје, во главниот град на Македонија и кои што беа тука на 2 дена или 3 дена пред надпреворот, ден после надпреворот. Напротив, за Фудбалската федерација немаше финансиска корист. Дури Фудбалската федерација инвестираше свои дополнителни средства за да се отстранат одредени недостатоци и да се извршат одредени вложувања за да се помине во најдобар ред. Најголем бенефит имаше градот Скопје, државата Македонија со сите оние љубители на фудбалот кои беа тука, за да потрошат некој евро со нивниот престој во самата држава. Не гледаат ли авторитетите од
УЕФА и од ФИФА сега со поинакви очи? Секако. Кога веќе ја споменавте инфраструктурата, сега стадионот Младост во Струмица е со трета категорија УЕФА, може да се играат меѓународни надпревари, квалификациски, не само пријателски, и со многу пот и многу труд успеавте во таа намера да го направите стадионот трета категорија, стадионот во Струмица, но сега откако веќе се одиграа неколку квалификациски надпревари со Албанија и со Лихтенштеин на тој стадион, во тој град, се поставува прашањето околу одржувањето на стадионот, пред се на тревната подлога и на сите останати простори кои што се во функција за надпреварите кога се играат. Колку е тешко да се одржи условно кондицијата на стадионите, еве сега зборуваме за стадионот Младост во Струмица, за да немаме одново проблеми кога ќе дојде време на надпревар на македонска репрезентација. Морам да кажам дека со стадионот Младост во Струмица ние паралелно при организација на Суперкупот работевме и на стадионот во Струмица, така да ние малкумина знаат имавме 2 Суперкупа за организирање, затоа што не чекаше надпреварот со Албанија кој беше доста тежок надпревар за организација и сето тоа помина во најдобар ред. Лесно е да се изгради нешто, но многу потешко е да се одржува. Исто тоа станува збори со одржувањето на стадионите, односно тревнатите површини, како и оние останати работи кои го опружуваат самиот стадион. Морам да се заблагодарам на моите вработени, на мојот тим, кои успеа несебично да дадат целата своја поддршка во организација и на Суперкупот и кои се внесоа за изградбата на овој стадион Младост во Струмица. Но тука не можеме сами. Толку сакаме да продолжиме, да го одржуваме на ниво, каде што би можеле да ги играме, да речеме, следните пријателски средби во март или Лигата на нации во септември, октомври и ноември, ќе мораме заедно со сопствениците, со локалните власти, да покажеме сила, моќ, за да можеме репрезентацијата достојно да не представува не само на теренот, туку и на она окружување што се случува таму. Бидејќи имаше моменти, па и од минатата недела, кога Вардар, например, гостуваше на Чаир против Шкупи, кога теренот имаше катастрофални услови, луѓето постојано прстот го вперуваат кон Фудбалската федерација на Македонија за било каков проблем во фудбалот, па дури и за теренот на Чаир или во Прилеп и така натаму. Чија одговорност е теренот да биде во кондиција да се играат надпревари на добар начин? Видете, тоа дека ќе вперуваат прст према федерацијата било е и ќе биде и понатаму. Секогаш онаму каде што повеќе работиш, повеќе го гледаат тоа и затоа секогаш е на удар на критиката на јавноста. Не верувам дека во другите спортови се случува такво нешто, но да си го гледаме својот двор. Одговорноста е на сите, почнувајќи од федерацијата, но и на сите оние страни кои се вклучени. Дали се тоа клубовите, дали се тоа стадионите, сите имаме голема улога, не сме само ние тука во сите оние проблеми кои ни се пројавуваат по пат. Сметате ли дека вие сте генерален секретар на федерацијата која што го води најпопуларниот спорт во Македонија? Секако, и сум свесен за тоа. Ако го слушаат разговорот или гледаат разговорот од Ракометната федерација на Македонија, веројатно ќе се насмеат. Не би гледал зашто би се насмеале. Ние имаме одлична комуникација со сите останати федерации. Заедно сме членки на Сојузот на спортови и меѓусебно многу си помагаме. Така да тука сме во секое време да излеземе во пресред, а и да научиме нешто од нив. Поповски, во стратегискиот план на Фудбалската федерација на Македонија, кој има второто издание оваа година, промашивте дека Македонија ќе игра бараж за Европско првенство. Ние се пласиравме на Европско првенство. Една од репрезентациите до 17 и 19 години да се пласира во елитни фази, двете се во елитна фаза квалификации за Европско првенство. Сега летвичката е многу погоре поставена во однос на годината која што ја испраќаме. Кој ќе биде најголемиот предизвик сега за Фудбалската федерација на Македонија, кога веќе имаме резултати на кои сите, не само од ФФМ, треба да бидеме горди и задоволни? Не би рекол дека сме ја утнале стратегијата, напротив, напорно и многу свесно ги поставивме стандардите, сакавме да бидеме реални, да не покажуваме високи стандарди, а после да не можеме да ги постигнеме. Со поставувањето на самите цели кои успеавме и да ги престигнеме, ни дава за право по-реално да планираме и понатаму. Како следен успех го гледам следната цела, тоа е следната година, односно пласирањето на Европско првенство преку Лигата на нации, каде што е реална цел, не е ништо недостижно
или нешто што не би можело да се случи. Но сепак мораме да ги координираме сите активности, како од играчки кадар, така и организацијски, Не за мислите да дека се успееме. пресилни зборовите следна наша цел е пласман на сениорско европско првенство? Напротив, таа цел сме ја поставиле во стратешкиот план и стоиме позади тоа. Врвниот менеджмент го донесе планот кој е за 10 години, се ревидира еднаш годишно, ќе се ревидира целосно на 5 години и стоиме за зацртаните цели. Лигата на нации е правата шанса за репрезентација како Македонија да биде дел од едно континентално надпреварување? Во овој момент, гледајќи се во групата Д, да. Значи, тоа е единствената шанса. Доколку би биле во групата С, може би малку потешко, но групата Д дава вистинскиот пат, каде што би можеле да се пласираме. Не се плашите дека јавноста може да го смета како неуспех ако не успееме да завршиме први во таа група Д, а сме носители? Па мислам дека и ние би го сметале за неуспех истото тоа, затоа што ќе бидат обезбедени сите услови и сето она што ќе го направиме, заедно сите ќе ја понесеме одговорност. Колку сте задоволни од начинот на кој што ќе се вратиме на инфраструктурата, од начинот на кој што се одржуваат терените кои што Фудбалската федерација на Македонија буквално ги направи, вложи големи средства за да има нова подлога и рефлектори на 5 стадиони во Македонија, а знаеме дека одржувањето сега е на сметка на општините или тој што го стопанисува стадионот во Штип, во Прилеп, во Битола, во Тетово. Одржавањето не е на задоволително ниво, тоа морам да го кажам, го следиме малтене секое коло. Делегатите кои се на самите тие терени на кои се одржуваат надпреварите ни испраќаат фотографија, испраќаме повремено посети како би можеле да ги подсетиме оние што стопанисуваат со тие терени дека за истите треба и да се грижат. Секако ФФМ стои тука и со својата механизација да помогне на лице место онаму каде што може и колку што има веќе ресурси, особено во делот на човечките ресурси, но сметаме дека ќе дојдат подобри времења, веќе одиме да разговараме пошто имаме нови градоначалници за да укажеме за потребата да се има добар терен, а и нормално да се заврши тој проект, затоа што сами бевме свесни градот Струмица колку доби на толку меѓународни надпревари во текот на изминалата. Ако се вратиме пред 2-3 години, одново би влегле во таков трипартитен договор општина, УЕФА, ФФМ? Видете, УЕФА секогаш или ФИФА ќе поддржува гаранција од локална власт, од држава која што мора да стои позади тоа за да еден проект биде успешен. Ние подоле во минатото па имавме сосема еден друг пример каде што исто така инвестиравме во стадиони, истите не се заврши. Овде бар добивме тревната подлога и рефлектор, односно врската од страна на Фудбалската федерација. Како и да е, повторно ќе седнеме, ќе размислиме и може ќе најдеме некое друго решение. Битола очекува дека стадионот под Тумбекафе ќе има барем категорија 3 за да гостува репрезентацијата во градот кој што толку многу го сака фудбалот. Возможно е да се направат услови во блиска иднина, еве во 2018 година конечно Битола да го заокружи својот стадион? Јас се надевам дека општина Битола знае и го сака спортот и фудбалот и доколку навистина се потруди тоа да го добие, затоа што верувајќи за достигнување на таа категорија 3, како што и ние го направивме тоа во Струмица, потребно е многу напор и многу пот. Ама велат ФФМ успеа со општина Струмица за нецели 3 месеци да го направи стадионот да има категорија 3 и да се играат квалификацијски надпревари. 3 години тапкаат во место со стадионот во Битола. Се надевам дека градот Струмица и стадионот Младост ќе биде пример и за другите општини кои ќе го следат тоа, да заедно со Фудбалската федерација инвестираат и добијат репрезентативен објект. Се уште останува приоритет за ФФМ инфраструктурата и влогот во младите категории? Секогаш. Инфраструктурата и младите категории е еден од примерите кои го следат многу федерации на светот и само во инвестирање во тие два сегмента ќе допринесе до доста долгорочни резултати. Дали Фудбалската академија, која што функционира во овие рамки, во рамки на Фудбалската федерација на Македонија, е еден од најбитните и најдобрите потези на раководството на Фудбалската федерација на Македонија? Имаме доста битни и доста други потези кои се исто така несумен дел од секојдневното работење. Академијата де факто е еден од подобрите проекти кои ние ги работиме и се уште ги работиме и ќе продолжиме да работиме, затоа што влеговме како пилот проект со УЕФА пред 4 или 5 години и можете да замислите, веќе се гледаат оние резултати преку младинските репрезентации. Продолжуваме на ниво каде што го креваме стандардот, а тоа е уредување на западното крило од куќата на фудбалот, која ќе прерасне во една модерна академија
за фудбал, односно таа академија која функционира во склоп на Фудбалската федерација и ќе представува сместувачки капацитет за сите оние најталентирани, најнадарени фудбалери кои ќе бидат иднината на макфудбалот. Од кога ги завршивте семинарите со родителите чии што деца се во системот на надпреварување на ФФМ и сега откако говорите дека проектот Академија е еден од најбитните, најважните и дека и понатаму ќе се вложува во таа категорија на деца, имаше надписи вие ги решивте децата, па сега ќе им давате памет и на родителите. Тоа значи не важи. Секогаш ќе има такви размислувања и надписи. Нека има, нека им стои на чест на сите оние што сметаат дека работиме погрешно. Но тоа е триаголник каде што ние мораме да влијаеме. Ние не завршивме со семинарите за родители, ние напротив, ние само што почнавме. Затоа што родителите никогаш не биле вклучени во таа алка во тој триаголник на едукација. Секогаш сме се фокусирале према клубовите, самите учесници, децата, но што правиме со родителите, каде што тие деца го поминуваат половина од денот во своите домови и заедно имаат влијание врз растот на сите тие деца. Одржавме до сега 3 семинари, Охрид, Битола и Скопје. Ќе продолжиме и следната година, заедно со Центарот за едукација и со Grassroot оделот, каде што ќе им пренесуваме на сите оние родители за здравата исхрана на самите деца, педагогија и психологија од страна на нашите партнери, Факултетот за физичка култура и нормално одредени други активности кои се битни, кои сметаме дека треба да влијаат индиректно врз децата, а и директно во одредени случаи. Тоа е процес на контуирана едукација кој што нема застанување. Целосно ќе продолжи и во наредните години. 26 или 25 изборот на спортист на Македонија во организација на Агенцијата за спорт и млади. И барем јас не се сеќавам дека Фудбалската федерација на Македонија некогаш била во конкуренција да биде федерација, најуспешна федерација на годината. Сметате ли Фудбалската федерација за најуспешна во годината која што изминува? Верувајте, во изминатите 3 години бев гостин на сите тие спортски манифестации. Многу пати се запрашував каде сме ние тука, затоа што има доста успешни федерации во Македонија. Карате федерација, ракомет, на поздрав до сите, им посакувам многу успех. Но за прв пат сега, кога пристигнаа самите номинации, ние сме не само како најдобра федерација, него ние имаме и доста номинации преку нашите фудбалери. Во овој момент, за 2017 година, да, сметам дека сме најуспешна федерација. Младинскиот фудбал како никогаш досега, толку интересен, не само за луѓето кои што се занимаваат со фудбалската игра, туку и за јавноста. Одеднаш многумина разбраа дека имаме таленти кои еден ден може да играат во најголемите светски клубови, да не ги споменуваме, да не ги набројуваме, сите тие се дел од младинските селекции. Веројатно тоа за вас како дел од раководството на федерацијата е најголемата сатисфакција. Јавноста да зборува за еден Барди, за еден Елмас и за сите други кои што се во младинските национални селекции, па дури и во А репрезентацијата на Македонија, дел од нив. Мене лично многу ми годи, затоа што тоа е она работа која ние како фудбалска федерација правиме во изминатите години и тоа е впишано во стратешкиот план. Самите знаете и самите ги имавте како гости во изминатите емисии, дури и помлади фудбалери од истите. Никогаш претходно не се пишувало и не биле застапени во медиумите толку младинските репрезентативци, па дури и настапите на младинските репрезентации, вклучувајќи ги и надежите, да не кажам, на академиите до 14 и до 15 години. Секако дека ни годија, тоа е потврда дека добро работиме. Почита како федерација многу порано ја заработивте надвор од нашата држава во структурите на УЕФА и ФИФА. Секогаш ќе гледаме со негативна призма низ работата на Фудбалската федерација на Македонија или може да се смени тоа, како што, например, јавноста со симпатии гледа за ракометната федерација или во блиското минато за кошаркарската федерација на Македонија? Многу интересен трендот на фудбалските федерации во сите своји земји. Малку пати се пофалуваат, да не кажам, фудбалските федерации. Секогаш ќе има нешто што ќе биде на критички настроено, без разлика на успесите кои се постигнуваат. Можам да го кажам примерот со Германија, само што го освоја светското првенство, на првата пријателска средба каде што изгубија, веќе беа стаени на гилјотина.
Значи ние сме навикнати на таквите критики, ни даваат мотивација да работиме и понатаму, но и ни отвараат патишта каде да се движиме. Секогаш учиме од она што ни се дава. Ви благодарам што бевте гостин во Куќа на фудбалот. Јас се надевам дека резултатски 2018 ќе биде исто толку успешна како и годинава што ја испраќаме, иако некои од нашите колеги велат дека се уште треба ние да си ја сваќаме како 2017 година. Секако, очекувам и понатаму да продолжиме со добра работа, резултатите сами ќе си дојдат. Ви благодарам што бевте во Куќа на фудбалот. Го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварот со кој се затвори фудбалската 2017 година во Македонија. Вардар обезбеди пласман во четвртфиналето од Купот на Македонија, откако славеше во реванш дуелот против Шкупи на стадионот во Ѓорче Петров со 2-0. Сега ги очекува Шкендија за влез меѓу најдобрите во најмасовното надпреварување во Купот на Македонија. Вардар ја оправда фаворитската улога против Шкупи и со победа во Ѓорче Петров како гостин со 2-0 успеа да обезбеди четвртфинале во фудбалскиот куп на Македонија. Иако Шкупи имаше поддршка на трибините, имаше добар резултат по првиот меч 1:1 кога Вардар беше домакин, екипата од Чаир не успеа да го елиминира Вардар во купот на Македонија. Шкупи се реши да ги брани почетните 0:0, играше дефанзивно и не успеа во својата идеја. Вардар се наметна уште од самиот почеток на надпреварот и веќе во третата минута ја имаше првата шанса. Фелипе нафрли, а на втората статива се најде Нова, кој за малку шутира непрецизно. Само 2 минути подоцна на овој надпревар во Ѓорче Петров, Фелипе се заканува во името на Вардар како втор обид да се дојде до почетна предност на мечот од 25, можеби повеќе метри. Бразилецот шутира многу непрецизно. Сепак во 11-та минута супер шанса за Вардар, добра акција на Тодоровски, нафрли до Барсегјана, овој шутира прецизно, но Зендели брани. Потоа Блажевскиот слободен удар на 2 пати шутира, не успева, а со ножички на крајот Максимов бие непрецизно. Сето тоа се случуваше во 13-та минута. Првата закана Шкупи кон Вардар ја имаше во 24-та минута, кога младиот Имери по оваа соло акција шутираше прецизно, но недоволно за да го совлада голманот на Вардар Гачевски. Дарко Велковски во продолжението од првиот дел со глава се заканува по оваа добро нафрлена топка на Блажевски, а пред крајот на првото полувреме Јашаровски имаше убава можност да го изненади Вардар, но гледате од само неколку метри шутира многу непрецизно по голот на црвено-црните. По првите 45 минути резултатот 0:0. Вардар доминираше и во второто полувреме, се наметна комплетно на овој меч, а веќе во 49-та минута по овој центар шут на Новак, Николов шутира недоволно силно. Асистира Максимов, а Барсегјан има добра позиција, за малку непрецизен, гледате каде заврши топката. 51 минута, 3 минути подоцна, уште еден обид на Николов по оваа нафрлена топка, добра позиција од околу 16 метри. Фудбалерот на Вардар шутира непрецизно. Блажевски во 57-та минута со глава за малку непрецизно бие покрај голот на Шкупи. Велковски исто така по оваа нафрлена топка на Блажевски бие непрецизно, но се насетуваше дека Вардар може да дојде до предност, а тоа се случи во 64-та минута, откако Блажевски добро нафрли, а Николов погоди со глава за водство на Вардар од 1:0, предност која Вардар го носеше во четвртфиналето во 64-та минута. Вардар ја искористи доминацијата на овој меч и со овој гол на Николов стигна до предност од 1:0. Во периодот меѓу првиот и вториот гол немаше шанси, се играше доста внимателно, цврсто, а во 82-та минута по акцијата на Барсегјан
Николов. На крајот Максимов става точка на овој меч. Вардар победува со 2-0 и стана јасно дека Вардар оди во четвртфиналето на Мегдан со Шкендија. Ќе биде тоа финале пред финалето во фудбалскиот куп на Македонија. Убава акција на Вардар за водство и конечни 2-0 на мечот во Ѓорче Петров против Шкупи. Еве го голот на Максимов, уште еднаш и од друг агол до крајот на мечот. Русинот имаше уште една шанса во 84-та минута, но отиде многу косо, иако го надмудри во првиот момент Зендели, но не успеа да стори нешто повеќе, а последната можност за Вардар ја имаше Николов, но и натаму резултатот остана 0:2 конечни. Вардар оди во четвртфиналето и ќе се сретне со екипата на Шкендија. Ви благодарам што бевте во Куќа на фудбалот. Наш гостин беше генералниот секретар на Фудбалската федерација на Македонија Филип Поповски. За сите новости информирајте се преку pfm.mk. Сите надпревари гледајте ги во живо на tv.ffm.mk.